Здраво, девици, добре дојдовте и ајде да видиме каков ќе биде октомври за вас. Да видиме што ќе донесе. Ова ќе бидат повторно генерални тарот предвидувања и ќе се однесуваат на сите, на многу од вас, што значи не може сите исто да ги доживеете нештата и не може се да доживеете што ќе биде кажано овде, затоа внимавајте. Препознајте си ги пораките, јас ви посакувам да ви помогнат. Пред да започнеме, не заборавајте, лајкувајте, споделувајте, коментирајте и, што е најважно, претплатете се, заследете на каналов, затоа што овој пат за некои од нашите верни следбеници ќе доделиме награда бесплатно лично тарот толкување. Ајде сега да преминеме на главната зона за што сме овде. Некои од вас девиците во октомври ќе се ослободите од многу голем проблем. Ова е проблем кој ви се случил, во кој сте влегле, нешто се случило и еден добар дел од септември, а може би и од порано, сте во оваа состојба. Оваа состојба е состојба на страф, состојба на очај, состојба на безнадежност, една многу мрачна состојба во која сте биле. Сега во октомври нешто ќе се случи и нештово ќе заземе сосема нов тек. Што ќе се случи, за секој ќе биде различно. За некој од вас ќе дојде помош, може би помошта ќе дојде од родител, може би мајка, може би вие сте на другата страна од приказнава, па имате некој кој се соочува со сето ова и вие ќе бидете помошта за него, вие ќе бидете спасот, вие ќе бидете светлината што ќе го огрее, затоа што во оваа мрачна состојба единствено што му треба на овој човек, на оваа личност и на оваа ситуација е многу топлина, многу светлина, многу позитивна енергија и токму тоа ќе се случи. Значи можат нештава да се случат во било кој од животот, било кое поле од животот, може би кај некој од вас се нешта поврзани со љубовта. Некој е страшно повреден, нешто се случило, нешто лошо се случило и некој е во очај, во безнадежност, во стравови. Буквално најлошите чувства што може да се доживеат. И сега се случува, кажав нешто. Ова нешто што ќе се случи е сосема ненадејно. Сосема ненадејно и сосема неочекувано, како некоја магија ќе се случи, буквално магија. Дури вие ќе се најдете во ситуација да сте зачудени, вчудо невидени сте, како е можно вака нештата одеднаш да се сменат, како е можно, едноставно понекогаш во октомври ќе имате моменти каде што не можете да им верувате на своите очи што се случува. Вие може би долго сте биле во болка, во проблеми. Да, дури за некои и во здравието. Нештава се случува поврзани со здравието. И наеднаш сега ги снемува сите тие проблеми, сите тие болки, сета таа болест исчезнува, буквално како со магија ова ќе исчезне лошово и вие не можете да си поверувате на очите што се случува сега. Кажав, за некого магија, за некого Бог, за некого мајката ќе биде помош, но за кој, каква и да е помошта што доаѓа, ова е нешто во нов правец ќе ги однесе нештата. Дека излегувате од оваа состојба на мрак, излегувате во октомври и тоа е посигурно не може да биде. Понекогаш само едноставно ќе се плашите
дали ќе потрае, дали ова е некое чудо и некој сон и вие ќе се разбудите и од овој сон и ќе се најдете повторно во оваа мрачна состојба. Но, еве, јас ви кажувам, ова не е никаков сон, ова е вашата нова реалност, на која вие во октомври треба да се навикнете. Емотивно задоволство ќе се случи не само кај вас, туку и на некој многу важен. Може би нештава се одвива во домот, може би некои финансиски проблеми имавте и наеднаш се сменуваат работите за 360 степени. Наеднаш ова ќе се случи и сосема спротивни нешта ќе гледате и ќе доживеете. Затоа што јас ве гледам и тие што имате до семејство, што живеете во заедница, ве гледам многу среќни, многу исполнети, едноставно ќе го доживеете врвот на задоволството. Тоа нека не ве чуди, можеби не сте навикнати на ова, но нека не ве чуди во октомври. И немојте ни да сте помислиле дека ова не го заслужувате. Ова вие го заслужувате и тоа како? Може не сте навикнати на ваква благосостојба одеднаш и затоа мислите дека не ја заслужувате па ве плаши? Тоа да не сте го помислиле, затоа што вие го заслужувате сето она убаво што ќе се случи. Сега, она на што треба да внимавате е залетот кој ќе го земете откако ќе се освестите на сето ова и правецот кој после нештава ќе го земете. Значи мора да внимавате на страната која избирате, мора да внимавате на насоката која ја повторно ја заземате, затоа што ако се случи да имате непромислени одлуки, непромислени постапки, и ако не внимавате, може повторно да се вратите назад, тоа во никој случај не ви треба, затоа многу да бидете внимателни, никако да не се враќате дури ни со мислите, ни со чувствата на она досега што се случуваше. Одете заедно со ова нова енергија, следете ја и се ќе биде добро. Не се опирајте на ова нова енергија, не се спротивставувајте и внимавајте, затоа што многу се важни следните одлуки што ќе ги носите. Многу ќе бидат важни за во иднина, нели? Сега некои други од вас се грижат за својата немоќ. Вие нешто сте немоќни, вие нешто не можете да направите, физички сте спречени, ментално сте спречени, на некој начин вие сте спречени и не можете да направите нешто. И многу се грижите, премногу се грижите зашто тоа не може да се случи. Може би се ситници, не мора да значи, може би има некои нешта поврзани со работата, кои не можете да ги остварите моментално. Меѓутоа, она што не е добро овде е тоа што вие не ја прифаќате ситуацијата таква каква што е периодов и се грижите и само си додавате грижи, самите си додавате грижи, едноставно не ќе да излезете од оваа состојба, туку упорно секој ден, дури и да нема причина, вие повторно вашите мисли одат во таа насока. Многу се грижите. Верувајте, нема причина за олку многу да се грижите и нема никаква причина за вие да не излезете од оваа состојба. Од оваа состојба ќе се излезе, но треба да внимавате на мислите. Некој од вас, дали во домот, дали физички во вашиот дом, буквално домот, куќата, станот, или пак на работа, ќе се појавува некој човек, некоја личност или некаква ситуација која ви сака да ве однесе во погрешна насока. Сака
да ве измами, сака да ви ги замати, да ви ја замати сликата, сака да ви ја представи поинаква од каква што е. Сака нешто да сокрие, а да го представи на поинаков начин. Нешто такво се случува, јас гледам кај некои девици и ќе ве загрижува или ситуацијава, или тој човек, или таа ситуација ќе ве загрижува, но секи ве во погрешен правец на размислување, на гледање нештата. Значи, буквално, сликата каква е не ја гледате, задолжен за тоа е овој човек, оваа ситуација, не ја гледате реалната слика и ви ја сокриваат, а ве насочуваат во погрешна насока. Значи, внимавајте, ако постојат такви луѓе, ако го препознавате ова, може би не треба да слушате што зборуваат другите, треба да се слушате себе си и да ги следите вашите чувства, вашата интуиција. Тоа е она вистинското што треба да го следите, затоа што другите имаат намера да ви покажат нешто поинакво од тоа какво реално нештото е. Сега други од вас, вие што правите свадба, венчавка, некаква прослава што правите, има некоја порака дека подароците што ќе ги добиете ќе бидат многу големи, многу значајни, ќе соберете премногу вредни нешта. А за некои од вас пак, ова може би за машките, вашата партнерка, вашата друга половина очекува вие да направите нешто, да направите некој чекор. И ако е тоа очекува вие да ја понудите брак, направете го сега, направете го во октомври, затоа што овде картите во советува дека сега е правиот момент, таа очекува и за да бидете среќни и неа да ја усреќите и вие да се усреќите, направете го тој чекор сега. Сега е одлично време и одличен период за тоа. Драги мои девици, тоа е тоа за сега. Се надевам уживавте и до следното. Чао, чао!